Почитувани, во последниот период целата јавност е сведок на политичките препукувања помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, во текот на кои две работи станаа кристално јасни. Предизвикувач и виновник за кризата е токму владината коалиција и смешни се сите обиди таа вина да ја префрлат на друг. Неодговорното однесување на партиите во власта го руши угледот на државата, ги продлабочува тензиите во македонското општество и во ситуација на голема политичка и економска криза ги прави граѓаните заложници на политичките каприци на партиите во власта, а тие за тоа не чувствуваат ни грам одговорност. Да подсетиме на низата скандали. Министер за одбрана во владата на Република Македонија, без знаење на премиерот, придружуван од униформирани представници на АРМ, исто така без знаење на председателот на државата, се поклони пред споменикот во Слупчани. Председателот на Република Македонија, како врховен командант, официјално повика на одговорност за скандалот, но министерот за одбрана таквиот повик ноншалантно го одби. Со ова се покажа дека помеѓу партнерите во власта не само што нема координација, туку има и очигледен конфликт. Тој конфликт понатаму продолжи на терен со поставување на табли на училиштата во Чаир вон законската процедура. За тој потек министерот за образование и министерот за внатрешни работи се уште немаат јасен став и си ја префрлуваат топката. На истекот на последниот ден од поставениот рок за симнување на таблите, ситуацијата останува непроменета. Политички апсурд е односот на владачката коалиција кон законот за бранители, кој едниот коалиционен партнер во владата го предлага во собранието, а вториот вели дека никогаш нема да се донесе. Почитувани, додека ВМРО, ДПМН и ДУИ се надмудруваат, премиерот веќе трета недела молчи, институциите на државата се суспендирани, а државата е заложник на нивното препукување и пазарење. На крајот ги повикуваме да не се обидуваат како и за се, одговорноста за собствените постапки да ја бараат кај други. Јавноста има право да знае до кога државата ќе биде заложник на нивните сплетки. Ситуацијата е пресериозна и коалиционите партнери во владата имаат обврска да излезат со одговор дали имаат план и заедничка волја да ја надминат оваа криза во која сами ја втурнаа Република Македонија. Благодарам, доколку имате прашања, повелете. Ниту сме договориле, ниту сме разговарале за такво нешто. Тоа, како и многу други работи, кои излегува во јавноста, се обични шпекулации и манипулации, смислени во кујната на ВМРО ДПМН. СДСМ со ДУИ не разговарала, ниту пак за такви работи воопшто станало збор. Нашиот став јасно сме го кажале. Вчера имавме и соопштение за јавноста во која подлековме дека Социјалдемократскиот сојуз нема да учествува во влада во која премиерот ќе го даде ДУИ.